Македонија насекаде во светот е позната како земја која нуди извонредни вина и квалитетно грозје. Но помалку е познат фактот, дури и тука на овие наши простори, дека единствената автохтона сорта на грозје која што ја имаме и расте само во Македонија и никаде на друго место во светот е станушината. Неправедно подзаборавена низ минатите години под притисок и влез на интернационалните сорти на вина. Но благодарение на заложбите на Асоциацијата Македонски семени винари, која веќе 4-та година поред го организира настанот наречен Ден на станушина, оваа наша автохтона сорта полека си го завзема назад своето заслужено место на пиедесталот. Денеска се наоѓаме во најуникатното винско катче во нашиот главен град Скопје, Вајнбери. Јадранка Кларич-Кимовска е собственичка на Вајнбери, но воедно и прв амбасадор на македонските семени винари и голем љубител и познавач на виното, амбасадор на виното и почесен член на Асоциацијата Македонски семени винари и токму со вас денес ќе позборуваме за денот на станушината. Преца, добар ден и добре дојдовте во нашата утринска програма. Ви благодарам што сте тука и големо задоволство е да поразговараме малку за нашите автохтони сорти, специјално за станушината. Во Македонија постојат неколку автохтони сорти кои што се застапени во овој регион, меѓу кои најпозната секако е вранецот, но како што споменав, малкумина знаат дека единствената наша македонска автохтона сорта е станушината, која што виде главно во Тиквешкиот регион и делумно во Охридскиот. Може ли да ни кажете нешто повеќе за станушината за да може да ги запознаеме нашите гледачи со неа? Значи, имаме регионални сорти, вранецот, кратошијата, жилавката, жуплянката, тоа се све регионални сорти кои опстојуваат и се присутни на нашите вински поседи. Меѓутоа, станушината е нешто уникатно, затоа што се надеваме дека и покрај овие регионални сорти, ниедно од тие регионални сорти не е регистрирана како македонска автохтона сорта. Се надеваме дека ќе успееме станушината да ја регистрираме и да биде единствената македонска сорта, затоа што тоа е многу битно, бидејќи иако сме голем производител и имаме прекрасни вина, се уште немаме регистрирано ни една македонска автохтона сорта. Со овој настан сакаме да ја промовираме станушината, да поттикнеме јавноста и фелата за да можеме да направиме некој исчекор и да ја регистрираме станушината како наша сорта. Станушината има стварно многу долга традиција на постоење. Меѓутоа, со долго време сме биле под Отоманската империја и други неприлики довеле до тоа дел од станушината да биде ископача. Така да имаме многу малку лозови насади на станушина. Се радуваме што почнуваат и другите винари веќе да садат нови лозови насади на станушина, тоа ни дава уште поголем поттик за да можеме уште повеќе да ја промовираме, така да се надеваме дека во иднина ќе имаме се повеќе и повеќе станушини кои што ќе бидат интересни и за нашиот пазар и за интернационалните сорти. Инаку станушината е црвено грозје, кое што е лесно црвено грозје, обично во минатото се користело воглавном во кубажи, значи како микс со други грозја. Зашто? Затоа што има многу убава изразена киселина, што не е баш за нас карактеристично за црвените вина. Покрај тоа има многу убава овошност, дава една освежителна нота. И сега во последно време воглавно се произведува, поради таа изразена киселина и таа убава нота на освежителност, се произведува повеќе како розе, како бела станушина, а се радуваме што во последно време имаме и пенливи вина кои што се направени од станушина. Така да сортата е фантастична, како што се повеќе луѓето бараат црвени вина кои што се полесни, розе вина кои што се полесни, таков е трендот, така да оваа сорта стварно може да си го најде своето место на полиците, на пазарот дома и надвор. Се вели дека станушината е многу издржлива лоза, односно дека може да обстане на суши, на разни временски неприлики и дека токму благодарение на тие нејзини карактеристики успеала да обстане и покрај тоа што била занемарена. Да, точно издржлива е сортата и секој пат тие карактеристични имиња се добиваат од карактеристиките на самото грозје, например жилавка, доаѓа од името што е жилава, станушина исто така
така има добено име затоа што обстоила долго време, а да не биде иако имаме помалку лозови насади сега, меѓутоа повторно обстоела во некои од нашите традиционални винарии се уште да постои. Така да, карактеристична е, може да издржи различни временски услови, може да издржи суша, што е карактеристично за нас, така да и така останала уште присутна на овој терен. Споменавме дека оваа година по четврти пат македонските семени винари се јавуваат како организатор на настанот Ден на Станушина, кој што традиционално се одржува во ресторанот Сино во Кавадарци, срцето на Тиквешијата и нашиот најпознат вински регион. Па кои се активности ќе го одбележат ова четврто издание на Денот на Станушината? Се радуваме што можеме по четврти пат да го организираме овој Ден на Станушина. Секој пат е тоа со поддршка од Министерството за земјоделие и шумарство, за што сме исто така благодарни. Меѓутоа, најголемата организација, секој пат буџетите се кратки, мораме сами малце да се организираме. Најголемата организација прави Асоциацијата на семени македонски винари. Настанот ќе се одвива 2 дена, значи првиот ден ќе биде во Кавадарци, каде што ќе имаме едно, да речеме, поексплицитно предавање од нашите специјални гости, за кои што се радуваме дека ќе дојдат. Значи доаѓа професор доктор Весна Мараш од Црна Гора, која што е истакнат професор по винарство во Црна Гора. Доаѓа Томас Брендел од Германија, кој што е амбасадор на Конкур де Мондиал Брасел, еден од многу престижните интернационални надпревари за вино, и доаѓа Дејан Леповчек, кој што е сомелиер и собственик на дистрибутивна куќа во Словенија. Тоа се нашите специјални гости кои што ќе имаат кратко предавање врзано за автоктоните сорти, врзано за на кој начин се докажува која сорта е автоктона, ќе имаат предавање во врска која е важноста да се презентираме на интернационални фестивали и да ги носиме нашите вина на тие надпревари. Исто така ќе имаме и едно предавање врзано со упарување на автоктоните сорти со храната. Остатокот од денот ќе биде отворена дегустација во Кавадарци, каде што ќе можат сите да дојдат заинтересирани и да ги пробат овие станушини. Тоа се ќе се случува на 10-ти во Кавадарци, а веќе утридента на 11 март активностите продолжуваат тука во Вајнбери. Да, на 11 во недела продолжуваме со нашите гости, исто така со истакнати експерти и енолози од Македонија. Ќе ги оцениме. Засега имаме 30 на етикети на станушина, ќе ги оцениме заедно со нив која од тие станушини ќе биде најдобра. Како и минатата година ќе ги прогласиме најдобрите станушини. Ќе изразиме благодарност на нашите гости дека биле 2 дена со нас, затоа што стварно се надеваме дека во иднина тоа ќе биде уште поголем фестивал, и во остатокот од денот тука во Вајнбери ќе можат сите кои сакаат вински љубители да дојдат да поминат и да ги пробаат станушините кои што ќе бидат презентирани. Така да настанот ќе биде 2 дена и се надеваме дека сите што ќе дојдат ќе уживаат во него. Ви посакувам успешна реализација на ова четврто издание на Денот на Станушината и ви благодарам за интервјуто. Јас ви благодарам, посебно на вас лично, затоа што секоја година сте со нас и секој пат не поддржувате. Искрена благодарност за вас, Ирина. Ви благодарам на интервјуто и ви благодарам што бевте во Вајнбери.